Здравствените административци извисени. За правниците, економистите и оние што работат на болничките шалтери, платата останува иста. За нив нема повисоки плати. Ама од наредниот месец покачување освен за лекарите, медицинските сестри и соработниците, ќе има за болничарите, возачите, хигиеничарите, чуварите. Техничкиот персонал се избори за зголемување на платите, па здравствените власти кесето го одврзаа и за нив. Синдикатите, иако задоволни од растот на платите, велат оти борбата за подобри работни услови во здравствениот сектор продолжува. 2020 година е за нас борба да го изземеме нашиот административен персонал од останатиот административен персонал и согласно тоа да во рамките на нашиот колективен договор и покачуваме и за нив платите. Би истакнал дека сме многу задоволни што успеавме за помошно-техничкиот персонал да ги покачиме платите. Нашето приоритетно и прво барање после изборите ќе биде на преговарачката маса да биде сето тоа околу 10% мислам покачување за администрацијата. Филипче вели оти немало начин да се остварат барањата на здравствените административци бидејќи немало како да се одвојат од останатата државна администрација. Сега на вистина имаме пречки. Ние ќе разговараме отворено и понатаму. И тие знаат дека вратата во Министерството за здравство има стално отворена да ги разгледуваме сите опции и можности. Луѓето се свесни за пречките кои што се пред нас, за кои што заеднички наоѓаме начини да ги надминеме. Зашто ќе се одлучат? Ние сме тука да разговараме отворено. Министерот Филипче се пофали со оствареното ветување од 100.000 денари плата за лекарите специјалисти, но со појаснување. Истата не е основна, туку до овој износ се стига со изработени дежурства.